за случајот со бегството на поранишните началници, но и за другите отворени прашања. Во студиото разговарам со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Министре, добар ден. Добар ден. Чувствувате ли одговорност за тоа што избега поранишните началници? Тука нема одговорност никаква, ниту кај мене, ниту кај Министерството за внатрешни работи, заради тоа што законските надлежности не се во Министерството за внатрешни работи. Туку законските надлежности кај судовите. Министерството за внатрешни работи е само како извршител, односно помагач во сите овие действија кои што се преземат во кривичната постапка, согласно закон за кривична постапка, и токму одговорноста мора да се бара кај носењето на одлуките на судиите. Ако еден од условите за одредување на мерката притвор е дали осомничениот може да се даде во бегство, таква одлука се цени. Покрај другите два кои што се дали може да влијае на сведоци, дали може да го повтори делото. И тука еднаш за секогаш Македонија мора да покрене одговорност таму каде што треба да се бара таа одговорност. Министерството за внатрешни работи налогот за приведување на лицата од судот го доби во 21 часот. Во колку веќе бевте на терен? Ние сме биле веднаш во истиот момент на терен. Значи, после добивањето на налогот, веднаш за 5 минути, затоа што нашите тимови беа припремени. Ние очекувавме, според телефонската најава, која што дојде од судот во 17 часот, ние бевме подготвени веднаш да делуваме, и јас тоа го најавив неколку пати, дека МВР е подготвена 24 часа во денот да може да делува врз основа на судскиот налог. Меѓутоа е прашањето, каде патуваат толку налозите од 17 часот до 21 часот, да од судот дојдат до Министерството за внатрешни работи. И при тоа, во 21 часот, нашите екипи излегоа на терен, ги побаравме двајцата на кои што им е одреден притвор, во адресите на места на живење кај што им се, или каде што поседуваат објекти. Претреси се извршија во неколку града во Република Македонија, во Скопје, во Велес и во Охрид, и на други локации, не само кај што се на места на живење, кај што имавме сомнеж дека осомничените може да бидат скриени, и тие таму не се пронајдени. Меѓутоа, дел од работи кои што се во потрагата, која што е нели во тек, тие сепак се тајни и нема изнесување на било какви детали да бидат во полза, иако нели најдобро е постапката да биде транспарентна. Меѓутоа, заради тоа побаравме веднаш да се распише меѓународна потерница, тоа нешто го добивме од судот и врз основа на тоа веќе е распишена меѓународната потерница против двете осомничени лица за кои што е одредена мерката притвор. Така да, ова треба да биде и одговорност, меѓутоа треба да биде и преиспитување при носењето на вистинските одлуки. Како и на кој начин судовите ги носе одлуките, дали ги носеа врз основа на закон, дали ги носеа пристрасно, имајќи во предвид на кој начин многу луѓе во Република Македонија беа ставани во притвор за многу полесни сомнежи за извршување на кривична дела, отколку што се овие сега. Апелација вели веднаш што го добила решението, тие го препратиле во вас, така што тој размах од 17 до 21 часот, кој што практично вие го споменувате, не постои. Што се случува во тој период? Постојат факти, аргументи и докази. Ние го имаме повикот во 17 часот до Министерството за внатрешни работи дека судот треба да достави наредби во однос на приведувањето на двете лица. Налогот стигна во 21 часот во Министерството за внатрешни работи. И никој друг, освен судот, мора да одговорат каде застана налогот по пат, со што се движеше према Министерството за внатрешни работи, и на тој начин да одговорат пред македонската јавност. Зошто влегуваат во вакви игри кои што веројатно се политички мотивирани. Вие како МВР имавте ли надлежност за да го спречите ова бегство сега практично, и дали можа да се искористат или предходно да бидат следени ПИМ мерки употребени во овие случаи за да не дојде до бегство, бидејќи се знаеше дека еден од луѓето за кои што зборуваме веќе предходно имаше мерка притвор, па беше аболициран. Прво, ако се знаеше, дека постојат сериозни докази кои ги исполнуваат еден од условите за одредување на мерката притвор, тоа требаше да направи уште во основниот суд. Меѓутоа, очигледно дека уште тогаш се пропуштија, по примерот веројатно и на некои други, како што се случи со Кочан, како одеше на службен пат,
па мораше за тоа да одлучува Кривичниот совет, Апелациониот суд и врз основа на создадена пракса да одлучува и Врховниот суд. Се остави многу време за да можат осумничените слободно да се движат. При тоа, ниту обвинителот, ниту судот даде било каква друга мерка на обезбедување, дали на следење или на било што друго што е предвидено врз основа на закон за кривична постапка. Министерство за внатрешни работи без документ, без налог, без исполнување на законските норми не може да се впушта во било каква противправна активност. Следењето противправно, па Македонија доживеа политичка криза од прислушувања и следење противправни. И ние не можеме тоа да си го дозволиме. Меѓутоа, затоа треба да има проценки судот и да носи аргументи, односно одлуки правни врз основа на постоечките факти и аргументи кои што ги имаат. Да, прашањето беше дали во тој период можело да би достават можело да бидат доставени било какви мерки, налози за да може министерството да ги изврши, меѓутоа такви мерки не беа побарани од Министерството за внатрешни работи. Очигледно дека ова е еден процес кој што го диктираат или го моделираат така како што им одговара на нив. Малку детали во делот во кој што можете да изнесете. Да се споменува дека мобилните телефони им се оставени дома, не се знае дали ја напуштиле воопшто државата или не. Случајот Сеат Кочан кој што излезе на службен пат само неколку часа пред да го добие притворот, е исто тука како еден случај кој што остана прилично контроверзен. Па видите, случаите кои што ги спомнав, тоа се само еден од примерите или создавање на пракса како делуваа судовите. И ние не можеме да очекуваме од вакво корумпирано судство кој што ги добија судиите или изборот на судија од некакви тефтерчиња или по некакви партиски клучеви дека ќе работат поинаку тоа што го направија сега. И затоа ќе мора да има реформи во судството, ќе мора да се сноси одговорност еднаш за секогаш во државата, ако сакаме да ја вратиме и правната држава, меѓутоа и правната сигурност пред граѓаните на Република Македонија. Довербата во институциите се губи на еден ваков начин. Не може правдата да биде за едни достапна, за други недостапна. И не може правдата да биде... Па се врати од службен пат. Да, имаше потерница, цело време известува дека е на службен пат. Веднаш после тоа, во одреден момент, кога проценија тие дека треба да се врати, го вратија, веројатно во договор каква одлука ќе биде донесена. Меѓутоа, и за овој случај, и за секој нареден случај, мора да се знае дека судството мора да работи врз основа на правни аргументи и квалификации и ништо поинаку. Се додека имаме партизираност или носење на одлуки врз основа на политички одлуки, тоа е сериозен проблем за државата. Постои ли опција МВР да поднесе кривични пријави за оние кои што може би ги смета за одговорни за бегството, суди? Ние ќе ги разгледаме сите можности кои што стојат пред нас на располагање, меѓутоа јавното обвинителство има клучната улога и тоа треба да делува. Јавниот обвинител, односно надлежниот јавен обвинител, треба да делува заради тоа што тоа се неговите барања кои што беа процесуирани во судот. Конечно на специјалното јавно обвинителство беа процесуирани во судот и носени одлуки такви какви што беа донесени, а се со цел да се донесат одлуки кои што ќе им овозможат да не бидат достапни на правдата. Меѓутоа, верувајте, нема бегање. Нема бегање заради тоа што ова покажува дека однапред сами признаваат дека има нешто за овој случај. И секој ваков потек во кој што однапред ја напуштате државата, односно не се соочувате со правдата пред институциите на системот, укажува дека вие сте правиле нешто противправно. И тоа е основа да навистина сите суди во Република Македонија конечно се одважат и да судат по словото на законот. Го споменувате судството, се најавуваше целосен реизбор на судството, деновива слушаме дека тоа нема да се случува така. Како ќе се случи овие реформи во судството? Вие знаете дека еден од клучните приоритети во Република Македонија да се направи реформа и во судството. И тоа е еден од приоритетите во планот 369 на владата. Веќе е започната реализација на подготовка за сериозни реформи, формирани се владини работни групи кои што работат и тие ќе го представат целиот тој план, како и на кој начин ќе се дојде до целосна ревизија на работењето во судството во Република Македонија и на основа на сите параметри анализи кои што ќе произлезат од таквата активност ќе се направат и решенија, односно правни формулации, законски решенија и така натаму, кои што
ќе значат зајакнување на независноста на судството и на капацитетите кои што ги има. Нормално тоа ќе покаже дека имало и сериозни пропусти во одреден број на случаи, кај одреден број на суди и така натаму, и тие за тоа ќе мора да сносат секаква одговорност. Поранишниот премиер Груевски побара 20 телохранители. Има ли одлука или кога може да има одлука како ќе му одговорите на барањето и кои други можеби поранешни функционери користат обезбедување? Груевски побара, точно дека побара, јас тоа го соопштив на јавноста пред некое време, 20 телохранители, односно обезбедување. Ние го процесуиравме во рамките на Министерство за внатрешни работи и мислам дека многу скоро ќе имаме одговор од стручните служби и при тоа одговори од мене до Груевски. Затоа што има законско решение кое што овозможува председателот на владата, односно поранешниот председател на влада, да има обезбедување од 6 лица во траење од временски период кој што му бил мандатот. И јас апсолутно сметам дека и ова е премногу временски период, односно една норма која што овозможува долг временски период трошење ресурси на државата во обезбедувањето на одредени личности. Апсолутно сметам дека барање на нови 20 обезбедувачи воопшто не е потребно, меѓутоа сакам да луѓето кои што се занимаваат со оваа област ја го дадат своето мислење на основа на тоа да ја донесам јас одлуката за неколку дена, мислам дека ќе има. Да, бидејќи тој вели дека сепак му е загрозена безбедноста и Па да, меѓутоа анализата треба да се направи. Од кого му е загрозена, колку пријави има до Министерство за внатрешни работи дека има закани од соодветни личности, како тоа се анализирало. Ќе ги дадам сите детали врз основа на образложението на одлуката која што ќе ја донесам. Така да сите тие параметри треба да укажуваат на тоа дали постои загрозеност за одредено лице. Нормално има функционери кои што користат, односно поранешни функционери кои што користат обезбедување врз основа на уредбата за обезбедување на имоти и лица, поранешни министри, поранешни потпредседатели на влада имаат решенија, се додека постои проценка дека имаат загрозеност, ќе имаат и обезбедување. Ги објавивте дел од сметките за трошењето во Министерството за внатрешни работи. Дали ќе поднесате пријави за начинот на кој што се трошеле овие пари? Ние во Министерството објавивме дел за да бидеме отворени, транспарентни пред јавноста. Морам да признам дека се тоа многу материјали кои што ги анализираат службите внатре во Министерството. Ние имаме барање за целосна ревизија да се изврши, при тоа правиме и внатрешна ревизија, меѓутоа да извршиме и ревизија на работењето генерално на Министерството за внатрешни работи и секое едно незаконско трошење на било кој денар во Министерството за внатрешни работи нормално дека ќе биде процесуиран соодветно во органите и ќе мора да имаме одговорност. Зошто тоа го кажувам? Ако вие трошите, да кажеме, во 2011 година, почнувам, 32,5 милиони денари потрошени пари за репрезентација и просечно можеби од 15 до 20 милиони денари секоја година до 2016 година и плюс тоа трошење на пари од бизнис картичките кои што ги имале личностите во Министерството некаде 9 милиони денари, тоа е огромна сума на пари. А од друга страна имате полицајци кои што 10 години немаат земено униформи, имате полициски станици кои што немаат елементарни услови за работа и наместо да ги вложите тие пари во обновување на просториите за работа, во подобрувањето на амбиентот во кој што работат, во подобрувањето на условите за работа, да се дадат финансиските средства директно на оние кои што работат на терен и при тоа да имаме задоволни полицајци, меѓутоа и задоволни граѓани, мислам дека благо речено ова е едно расипништво кое што се случувало изминатите 10 години. Вие ќе имате картички и како ќе е регулирано вашето трошење? Јас имам сега картичка, меѓутоа до сега немам потрошено ниту еден денар и не планирам да трошам апсолутно за никакви потреби кои што се вон од исклучително важни службени потреби кои што ги имаме при однос на некои делегации и гости. Дали полицијата ќе добија повисоки плати? Ние дека и буџетот на министерството е намален. Прво, буџетот на министерството не е намален. Значи ние сме единствено министерство со ребаланс на буџетот кое што доби 10 милиони денари плюс пари во капиталните инвестиции. Во однос на кратењата, ние скративме дел, односно скративме дел од проектирани средства од собствени приходи. Собствените приходи се оние кои што ги прибираме ние како Министерство за внатрешни работи и имаме свој собствен буџет. Тој беше предимизиониран и нереален во остварувањето. Значи некаде околу 1,4 милиарди денари
од сопствени приходи, што апсолутно беше илузорно дека може да се оствари тој буџет. Ние го намаливме тој дел затоа што вие не можете да потрошите пари кои што ги немате. И затоа рековме дека ќе го намалиме до одредено ниво кое што може да биде реализирано во оваа година, инаку генерално буџетот кој што ни доаѓа од државата, од Министерството за финансии, за 10 милиони денари е поголем на ставката на капитални инвестиции, благодарение на председателот Заев и благодарение на министерот за финансии, кои што има слух дека во македонската полиција мора да се вложат дополнителни финансиски средства. Да, од аспект на прашањето за зголемување на платите на полицијата. За тоа треба, ние имаме прво да знаете дека имаме како министерство минус од 39 милиони денари за плати оваа година. Меѓутоа си превземавме оврска и јас како министер и раководството на МВР да не бараме дополнителни финансиски средства во делот на платите, туку да ги изменаџираме нашите средства кои што ги имаме во буџетот за ова година, така да тоа го направивме и до крајот на годината од сопствени приходи, средства и така натаму кои што не се во постоечкиот буџет, македонската полиција ќе има редовно плата, меѓутоа после тоа ќе разговараме, сигурно треба да се составува нова листа на плати заедно со синдикатот, ќе разговараме околу можностите кои што се, иако треба да бидеме длабоко свесни дека финансиската состојба и во државата и во министерството не е на воопшто добро ниво, меѓутоа тоа што треба да го направиме во вистински момент за да подобриме услови за работа и животниот стандард на полицајците. Локалните избори наскоро треба да бидат распишани, избирачкиот список, може ли таму да се очекува проблеми? Точно е, локалните избори ќе бидат наскоро распишани. Тоа е еден од врвните приоритети за спроведување на фер, демократски и кредибилни избори. Државната изборна комисија го води избирачкиот список, ние ги даваме податоците кои што ги имаме. Претходно при чистењето на избирачкиот список се направи сериозна анализа за да видиме каде има направено одредени пропусти, тие се детектирани. Денеска разговаравме заедно со потпредседателот на владата за европски прашања и со представниците на државната изборна комисија, односно председателот Чичаковски, така да анализирајќи сите тие податоци, заедно во соработка со државната изборна комисија, ќе направиме се да веродостојноста на избирачкиот список биде на едно задоволително ниво. Тука е нормално потребна помош за еден фер, демократски изборен процес и помош од граѓаните, меѓутоа помош и од граѓанските организации кои што работат во оваа сфера, за јакнењето на свеста на граѓаните за нивното избирачко право. Улогата на МВР ќе биде да обезбеди мирен изборен процес од моментот на распишувањето на изборите па до нивното одржување, заради тоа што само во една мирна, фер, демократска атмосфера граѓаните ќе можат слободно да ги донесат одлуките, а тоа е најважно за граѓаните и за Република Македонија и за нејзината иднина. Изминативе неколку дена, во неколку наврати беше отворено прашањето за секуларноста на државата. Првиот случај беше со градинката во Чаир, каде што деца се уча на верски обреди, затоа и вие се вклучивте во тој случај. Од друга страна, вчера вас ве гледаме на средба со поглаварот. Тука и на социјалните мрежи и во јавноста се упатија критики и за вас, но беше од друга страна плануваме една паралела и со градинката во Чаир, која што на два пати ја наметна за кратко време одвоеноста на црквата од државата, односно. Добро, јас ќе искоментирам и двата настани, односно двете случувања кои што се во Република Македонија. Првото во однос на градинката е наистина загрижувачка. Не од аспект на секуларноста на државата. Македонија е секуларна држава, тоа е дефинирано во уставот и тука немаме ние никакви разлики со било кого. Апсолутно секуларноста значи одвоеноста на верските заедници од државата, од можноста на нивно мешање во раководењето и управувањето со државата и обратно. Државата да не може да се меша кај верските организации, туку да имаме партнерски однос. Тоа е просто така и никако поинаку и ниту има некакви претензии од било кого тоа да се случи. Тоа е првата работа. Од аспект на тоа што се случуваше во таа градинка, односно тоа е едно здружение на граѓани веројатно кое што организира предучилишна настава за деца или така наречено верско подучување, тоа е навистина лошо за Република Македонија заради тоа што било каква дејност која што се одвива спротивно на законските прописи, ние таму заедно со работка и со Министерство за образование и наука, односно Државниот просветен инспекторат, Министерството за труд и социјална политика, ние од аспект на безбедноста работиме сите заеднички во овој дел. Најважно е од се да
на вистина таа можност која што се зголемува во Република Македонија за радикализација од било кои верски групи, овде сега многу значаен тој радикален ислам, треба сериозно да се превенира, да се зголемуваат капацитетите на државата кои што ќе развиваат програми за дерадикализација и ресоциализација на граѓаните за оние кои што биле радикализирани. Нормално тоа се чинови за осуда при вакво верско учење кое што прават и злоупотреба на децата. Надлежните институции ги превземаат сите можни мерки во делот на градинката за да излеземе конечно со фактите и да се преземаат соодветни мерки во нивното работење. Дали се работи за таа градинка или се работи за било која друга институција која што се впушта во верско подичување вон од верските организации кои што се во Република Македонија. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект на вториото прашање, постои ли тренд на зголемен радикализам, бидејќи некоја таква формулација постоеше и во вашето соопштение кое што беше испратено? Видите, исламскиот радикализам или тој насилен радикализам во Република Македонија како држава која што е во таква геостратешка положба е реалност и тоа постои во државата. Вие знаете дека постои и граѓани од Република Македонија кои што беа на воените подрачја во Сирија, во Ирак, во Афганистан. Впрочем, заради тоа се менуваше и нашето законодавство, каде што се смени кривичниот закон, се востанови тако кривично дело за учество во војни надвор од Република Македонија на нашите државјани. Веќе за одреден број на случаи постапуваа и Министерството, и јавниот обвинител, и судовите, така да во тој дел ние не можеме да кажеме дека во Македонија нема радикализирани лица, меѓутоа дали треба да се зголеми степенот на подготвеноста на државата, да се формираат разни форми во кои што ќе имаме развивање на такви програми за дерадикализација и ресоциализација, тоа е потребно и тоа ни е еден од приоритетите. Веќе помина на владата информација со која што се формира Национален комитет за борба против тероризмот и насилниот радикализам. Ќе направиме и нова стратегија за борба против насилниот радикализам и врз основа на таа стратегија ќе можеме да имаме и конкретен акционен план кој што ќе се работи на ова поле. Тоа е првото прашање. Второто прашање кое што го поставивте, тоа не беше средба со поглаварот, тоа беше средба со поглаварите на верските заедници во Република Македонија кои што се предвидени во Уставот. Македонската православна црква, Исламска верска заедница, Католичката црква во Република Македонија, Еврејската заедница и Методистичко-евангелистичка црква. Тоа беше средба која што е позитивна за Република Македонија. Сите верски лидери заедно со мене како потпредседател на владата и министер за внатрешни работи седнавме и разговаравме за сите овие отворени прашања кои што не засегаат, а во кои што можеме да бидеме партнери, да соработуваме, да помогнат на државата, бидејќи освен тоа што се задолжени тие да ја штитат религијата, сопствената верска припадност и така натаму, секој од овие организации се пред се должни да ја помогнат на државата. Јас им благодарам на сите верски лидери кои што беа на таа средба, а начинот на кој што јас ги поздравив сите верски лидери беше врз основа на принципите на поздравување и изнесување на почит кон нив и кон верниците во Република Македонија. Тоа е првата работа, а второ, се отвори дебата во Република Македонија е потребна, тоа ми дава сигнал дека демократизацијата на општеството добива еден чекор напред. Супер купот не очекува, нели МВР е подготвено и како ќе се обезбедува овој спектакуларен настан? Супер купот е еден од врвните настани кои што ќе се случи во Република Македонија, спектакуларен настан. Тоа е голема чест за Република Македонија да организираме еден ваков настан. Министерството за внатрешни работи од аспект на своите надлежности на безбедноста се подготвува сериозно за овој настан, бидејќи ова не е само предизвик за нас, туку е предизвик и за целата држава. Како ќе се представиме, во какво светло и дали ќе го пратиме сигналот дека Република Македонија заслужува шанса да имаме други вакви крупни настани кои што се во Република Македонија. Ние ќе ангажираме преку 2000 полицајци или полициски службеници кои што ќе работат на безбедноста и на граѓаните и на двете екипи кои што ќе учествуваат на надпреварот. Знаете дека ќе имаме многу гости, некаде околу 5000 влезници се резервирани за Манчестер Юнајтед, 5000 за Реал Мадрид, додека останатите до 30.000 колку што се продадени веќе, тоа не информира од УЕФА, дека ќе бидат во 23 земји распродадени, односно се распродадени, меѓу кои во Република Македонија. Ќе имаме целодневно обезбедување и неколку дневно обезбедување пред тоа и на стадионот, и на
целата на целиот тој реон околу стадионот, меѓутоа и дневно на фан зоните на навивачите на овие два клуба низ центарот на Скопје. Затоа мора да имаме и поддршка и разбирање од граѓаните на Република Македонија. Аз не се сомневам, ние сме гостопримливи луѓе и се надевам дека сите заеднички ќе успееме да се прикажеме во најдобро светло, да направиме нешто што ќе биде за респект и за почит не само за нас, туку и за државата генерално. На крајот на краиштата ние работиме се за имиджот на оваа држава. Билите гостопримливи луѓе, но некои се обидаа да профитираат. Среќа тука имаше и други кои што се јавија по социјалните мрежи без пари да ги згрижат делот навивачите. Јас жалам навистина за едни такви ситуации во кои што не се сваќа сериозноста на моментот, не се сваќа пораката која што сакаме да ја пратиме. Благодарам на сите граѓани, на сите угостители кои што го кренаа гласот и кои што допринесоа за враќање на свеста и совеста кај одредени лица, така да мислам дека ќе имаме навистина задоволни гости кои што ќе бидат на суперкупот, а уште повеќе ние како домаќини. Се враќате назад во владата, една од точките е кадровски решенија. Има ли промени или дали може денеска да се очекуваат некои промени во МВР и како потпредседател на владата, она што во јавноста е впечаток и се постојано се зборува изминатиот период е дека споро се одвива промената на раководните позиции во институциите. Ние имавме седница на влада, разговаравме околу одредени точки кои што имавме. Денеска немаме кадровски прашања, меѓутоа секако дека ќе имаме многу скоро седница на која што ќе се разговара за кадровските прашања. Најважно е да имаме добра анализа и да направиме промени таму кај што не ни функционира системот, таму кај што навистина имаме сериозни пропусти. Министерството за внатрешни работи од тој аспект навистина се прави сериозна и потребна анализа, заради тоа што многу настани во Министерството последните од 27 април покажаа дека треба да има реформи и правиме секаде реформи каде што сметаме дека треба да се подобри работењето, да дадеме шанса на професионалниот кадар кој што го имаме и секој да сноси одговорност за сите работи кои што ги имаат направено противзаконски во сопственото работење. Тоа е нашиот став и нашата цел и затоа сметам дека не се оди споро со промените. Јас разбирам дека граѓаните имаат очекувања дека сакаат тоа да се направи многу брзо. Тие што востанувале еден систем на целосна ВМРО-изација 11 години дека сакаат тоа да се случи за неколку дена, впрочем тоа е неможно. Ние мора да направиме функционален систем со вистински кадровски решенија кои што ќе бидат поставени во рамките на институциите и да направиме држава која што ќе биде функционална и која што ќе се придвижува кон подобра перспектива за граѓаните. Кусо само на крај, 27 април го споменавте, има нови детали околу овој случај? 27 април Министерството за внатрешни работи го подготви извештајот, затоа ги брифиравме новинарите. Се уште работиме, СВР Скопје работи на идентификација на луѓето кои што се внатре во собранието, тој дел кој што извршиле рушење на ова наша институција како законодавен дом на Република Македонија. Како се идентификува случаите, така се препраќа до јавното обвинителство. Добро е што се вклучи јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во Република Македонија. Нормално дека и тие постапуваат и јас се надам дека обвинителството ќе биде ефикасно, ќе има предвид оваа ситуација и поука за тоа за кои лица и како ќе треба да бара и какви мерки треба да бара во иднина. Меѓутоа, како и да е, настаните од 27 април мора да се расчистат еднаш за секогаш, се со цел да не се повторат нови такви случаи. Министре, ви благодарам за гостувањето во Дневникот на телевизија 24. Благодарам, беше чест.